Почитувани гледачи, добар ден. Го следите најновото издание на отвореното студио на телеканал А1, во кое денеска разговараме на тема одгледување на градинарски култури во Струмичкиот регион, за тоа колку успеваат градинарските култури во овој регион и дали е исплатливо да се инвестира во нив. За таа цел го поканевме господинот Ванчо Митев, председател на Совет за земјоделци, регионален центар Струмица. Господине Митев, добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Вие се занимавате со одгледување на градинарски култури, па еве кажете ни колку овој регион, Струмичкиот, е соодветен за одгледување на вакви култури и што се одгледувате? Па многу интересно прашање. Веќе 50 години градинарството значи традиционално се одгледува во нашиот регион. Пред тоа Струмица е била позната по одгледување на памук, на гасеници за свилена буба и после, значи, 70-та година доваѓа до експанзија на Струмичкиот регион, каде што почнуваат градинарски култури. Лично ги познаваме земјоделците кои први се засадиле, значи, домати од сорта бизон во село Добрејци и од тука е почнала експанзијата на градинарството и до ден денеска, значи, ние како асоциација имаме негде посета до ден денеска преку 200 консултанти од целиот свет, од Европа, од Америка, и сите се фрапирани, значи, што имаме тука сух воздух, сончеви денови, добра почва, преди се тоа е добра диспозиција, значи, да имате успешно и квалитетно производство. Така. Дали еве користите субвенции за градинарски култури, доколку користите, колку сте вие задоволени од тоа? Па видите, ние како Сојуз на земјоделци формирани сме 96-та година. Меѓутоа пред тоа имаше земјоделски синдикат, јас бев подпредседател, 90-та година беше формиран. Одаваме ние по сите институции, премиери, министри, меѓутоа не можеа да најдат слух за нашите барања и сите тие субвенции, значи, бевме одбивани, барааме на мало пари од државата и така натаму. Се до негде 2005-2006 година почнаа субвенциите. Значи, нашиот глас го чуја некој и го преточи во програма и почнаа субвенции. Се дава 1 евро за тутуно, се дава 3 динара за пиперката куртуска капија по килограм предадена на наш откупувач. И плюс мерка 3000 динара по мерка површина за куртуска капија. Од тие субвенции млад земјоделец мерката дани има аплицирано некаде околу 150 млади земјоделци, добија по 10.000 евра грант, неповратни средства, дали во оранжерии, дали во механизација и така да, значи, тие субвенции од 2006 година навам почнаа да се реализираат. Имаме мерка ИПАРТ, преку која имаме негде по наша евиденција околу 2200 трактори нови влезени во Македонија и 10.000 парчина на механизација. Сето това, значи, го модернизира секторот на градинарството, полиделството, овощарството, винарството, така да сметам од тука дека Сојуз на земјоделци е најголема организација во Македонија. Ние негде за 3 дена доставиме 10.000 подписи до подсекторска група таму во Министерството за земјоделие и од тука, значи, гледаме и ги следаме работите и ги бараме тие барања што треба да ги презентираме. Друго сакам да кажам, се избориме за поплавите. 100% беа обештетени земјоделските производители кои беа претрпеле. Лично со премиера имаме 5-6 пати средба. Субвенции за отварање на земјоделски задруги на земјоделците. 90%, значи, механизацијата ја плаќа државата. Плюс има пари за директору, за книговодство и така натаму. Трето дете нашата земјоделка добива 8.500 динара. И тоа го презентираме, значи, жената од село и да има платено породилно отство. Значи, социјална категорија на барање имаме. Исто така, 60% државата финансира во субвенционирање да се осигураш посево од елементарни непогоди. И тоа е дел, значи, од тие мерки. После ред на други мерки, кои не е сега место да ги набројам, меѓутоа ние имаме и програма понатаму како да настапуваме. Дали вие сметате дека субвенциите им помагаат на земјоделците да го одржуваат нивното производство?
па јас тие денови имам негде околу 500 повеќе на телефону, за да добијат земјоделците субвенции и да може да ги обноват реколтите и да го организират производството. Треба им нафта, треба им ѓубре, треба и други репроматеријали, така да и така како се добродојдени. Само ќе напоменам, една Словенија, значи, има 300 милиони евра субвенции. Ние за тие 10 години успејаваме да внесеме од државата и да даваме на земјоделците милиарди и 100 милиона евра субвенции. Значи, още бараме, ние не сме задоволни со тие пари, 100 милиона. Македонија, уште 90 година, господин Глигоров викаше, аграро е се што имаме. Ние тргнуваме од таа, значи, поговорка и бараме земјоделството и така како да биде респективен фактор у државата. Така, вие сте дел и од земјоделското здружение Екоградинар од село Добрејци, да. Па еве кажете ни како функционира ова здружение. Па ние бееме едно од најдобрите здруженија. Меѓутоа отворен да бидам, тешко кај нас да го организира земјоделскиот производител. Било политички, било преку асоцијации, било преку други форми на здружување. Еве и за задружите има проблем, значи скептици се земјоделските производители прво во себе, не веруваат. Јас од тука апелирам и по населените места. 10 човека треба задруга да формира. Ако јас не чинам, има други луѓе кои што може да направат. Ние имаме земјоделска аптека 10 години, имаме механизација, даваме услуги на земјоделски производител, меѓутоа кај земјоделците тоа не може да се шира, значи како структура на здружение. Кажете ни еве кои се новитетите кои се воведуваат во градинарските култури, во градинарството кај нас во Македонија? Па денеска може да кажем дека многу 90% од пластеници се под капка по капка и име современи оранжери, меѓутоа мора да кажем, значи, дека модернизирано производство. Со фрези се обработува почвата квалитетно за расадување. Значи, којнето веќе се тргнете на страна, не се ора со којн. Има земјоделци, имат по 2-3 трактора. Значи, модернизирано производство и такако. Така, еве, да ни кажете, например, некои производи кои се одгледуваат, градинарски производи кои се одгледуваат на југоистокот, а кои ги нема во цела Македонија, што се ретки, што е она што е интересно од градинарското производство во овој регион? Па ние има брокола, тука тие зелкасти растенија нови сега се одгледуваат во нашиот регион, а во другите места ги нема. И мислам дека Струмичкиот пазар има денеска и пиперка, и краставица од парно грејање, во Банско, во Коклиш. Има краставици, значи 3-4 реколти, веќе тиквици има, стасани за производство. Додека во другите градови низ Македонија ги нема. А дали еве градинарските култури имаат добар пласман на пазарот во Македонија и во странство? Па видите, мора да кажеме дека конкуренцијата од ден на ден станува се по една Албанија на прегази, каже речи, веќе многу трговци се таму и слушам од нашите трговци, дека мора да го модернизираме производството, да го направиме и по-флексибилно да биде, по-ефтино да биде, по-достапно да биде за странските пазари. Србија се организира, има производство. Босна, Хрватска, Бугарија. И од тука, значи, мора тие, што ме питаате, форми. Таму одат луѓето понапред. Единствени се. Ние гледаме се на македонски кажано. Ајде не се изразам сега. Се почести се негативните влијанија од климатските услови, па дали еве струмичките земјоделци воведуваат нови принципи на одгледување на нивните производи со цел да го заштитат своето производство од климатските промени? Ние сме спремани за тие работи, ги засенчуваме оранжериите од изгорелици со мрежи, со кал, со вар и така да нема проблем на това поле, значи. Значи сите мерки кои се преземаат помагаат во заштита на производството. Да. Но сепак дали еве имало досега случаи кога климатските промени во голем степен влијаеле на производството? Па видејте, ние сега имаме минус 25 степен екстремни поларни зими ова година, каде што дел од зелката беше расадена. И тука ќе има оштетување, меѓутоа сум оптимист, сега времето е добро, дека покасната зелка ќе биде квалитетна. Има, значи, времето е фактор и одлуките на природата никој не може да ги контролира, така да и земјоделците.
Но сепак ве спомнавте и сам дека владата нуди можности за да се исплаќаат штетите доколку настанат со климатските промени. Па колку тоа е корисно за земјоделците? Ја мислам дека и само апелираме ние да се осигуруваат посевата. Од тука значи треба да кренеме да видиме колку е позитивна таа мерка што се избориме ние да даде државата 60% значи субвенции да осигураш нешто. Меѓутоа има тука дефекти кај осигурителните компании, не нудат доволно пакети за да го фанат сите штети. И таа мерка е и така како добродојдена за земјоделците, 60% значи субвенцијата државата ја плаќа да се го осигураш производството и да ти биде заштитено. Ние и така како се избориме за поплавите, 100% беа обештетени, луѓето за да имаат добри средства. А колку струмичките земјоделци го осигуруваат својот посев? Малку мора да кажам. И зошто е тоа така? Да, па тоа го зборувам, ние тешко ги менат нашите земјоделци навиките. Не веруваат значи во себе, не веруваат во мерките што се нудат. Има искористено 2200 трактори кажат. Луѓето скептички гледат на тие мерки, не поднесел документа, а чека трактор да му дојде дома. Значи треба, има институција АПРЗ, ќе му направи бизнес план, ќе аплицира и ќе доби трактор, доколку ги исполнува условите. А така само да уговараме, тоа е факт од статистика, 2200 трактори и 10.000 парчиња, значи механизација имат добиени земјоделски производители. Мислите дека земјоделците не се доволно информирани, па затоа не аплицираат за ваквите видови на субвенции или што е проблемот? Информирани се, меѓутоа самите во себе не веруваат, значи немат надеж, как да го кажеш. Не веруваат дека е устварливо. Да. Министерството за земјоделие честопати апелира до земјоделците плански да се произведува, односно да се произведува она за што има потреба на пазарот надвор од Македонија. Зошто земјоделците не се осудуваат на планско производство според вас? Па за сега нема интерес од другата страна, од трговската сфера и никој не дојде кај нас на посета. Ети со преработувачите имаме повеќе средби да има планско производство. Меѓутоа некој секој чека уматно да лова, 26 години поминаа. Значи сега слушам од инспекторатот дека треба да имат 40% направени договори фирмите за да добијат лиценца за да работат. И ние се држиме на това да ги притискаме да прават договори за планско производство. Така, зашто сведоци сме дека, например, земјоделците се случува, да речеме, ако оваа година оди бостанот и наредната година се сега бостанот, мислам тогаш дека цената ова паѓа. година минаваме лошо лани со пиперките, куртус, капија, фефероните. Сега луѓето добро поминаваме со тутуно, на третиот ден ги добиваме пајарта, дел од куртус капија още не е исплатен. И 8-9 месеца мина, а рок од 90 дена. И сметам дека повеќе од земјоделските производители ќе одат и на тутун веќе. Значи, гледат по исплатливо што е, тоа ќе саат. Воопшто ли нема интерес кај земјоделците да се обидат за планско производство? Ма нема, трговците треба да потерат, да дојдат, да понудат алтернатива и така. А дали сметате дека би требало да се садат повеќе култури кои се ретки, но кои успеваат во ова поднебје за потребите на пазарите во странство? Ние треба да бидеме организирани една сорта на домати, една сорта на пиперки. Кога ќе товараме камиону да има, значи, да се знае која сорта е, влеват по 5 сорти, унифицирано да не биде производство. Не може ние мал број на милион сорти имаме тука, не знам колку е познато това. Еви, има многу материјал тук да дискутираме и за задругите што кажаваме. Едно време во Југославија задругите функционира на друг систем. Сега во задруга да регистрираш, јас сакам да регистрирам. Тоа 10% е персоналниот данок. И од тука страх право и недоверба се шира и така да земјоделците 2% персонален данок не може да ја платат, а камоли 10%. И што мислите, што би ги поттикнало земјоделците да имаат повеќе доверба во овие мерки кои се преземаат? Па тие мерки и така кои користат. Добродојдени се за ник. Меѓутоа треба се здружиме да, значи, да ујачаме и да настапуваме заеднички. Така, што е она што например, во овој период од годината најмногу се бара на пазарот? Па нема таква статистика или анализа правено.
Обично, еве во овој период најчесто што се бара споредбено со другите години, сепак вие одгледувате култури. Па ова година беше хит, кажак тутун од 200 динара некаде беше цената. Доматата има добра цена, околу 30-25 динари тоа. И дали сметате еве дека добрата откупна цена на тутунот оваа година ќе биде поттик за земјоделците повеќе да сеат оваа култура? Сметам и апелирам до земјоделските производители да се го расадат производството широколико, значи да не одат на една култура како лани, колку зелки, толку пиперки и стана на пазару побравачката поголема од колку што имат мој преработувачите да произведат, па неколку денови се чекаше и не може да вршат откуп. Значи немаме извоз, кажак, повеќе држави се организираат веќе, се имат своје производство. Така. Господин Митев, јас ви благодарам за одвоеното време и за вашето денешно гостување. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание. Се гледаме повторно во наредното, а до тогаш останете со програмата на телеканал А1 и имајте пријатен ден.